Ексме на предновогодишните и божикните празници. Она што е сега во овој момент најактуелно е секако украсување и декорирање на домот. Секоја домаќинка, секоја куќа веќе си ја поставува својата новогодишна елка и секако она што го краси секој дом, а тоа се новогодишните украси. Ние во нашата утринска емисија Добро утро секој утро, ова утро ќе ви кажеме како да декорирате, како да направите цветни декорации кои што ќе бидат актуелни и кои што ќе ви бидат корисни за овие предновогодишни и божикни празници и секако кои што ќе ја красат вашата трпеза и вашиот дом. Ова утро разговараме со Катерина Прокопевска, која што е собственик на Бела Роса Flower and Gift Shop. И токму тука се наоѓаме во Бела Роса Flowers and Gift Shop, која што се наоѓа во населба Козле. Добро утро, Катерина. Благодарам што ова утро еве ние дојдовме кај вас на гости во вашиот Flower Shop, каде што ќе зборуваме за она што е најактуелно. Претпоставувам тоа се овие божикни звезди кои што јас и вие ги држиме. Да. Божичната звезда, поинсетијата, таа е главен символ, да речем, за празниците новогодишни и божични и неизбежно е да се има во секој дом, секој си и ја посакува да ја има во секој дом, затоа што баш внесува свеченост, топлина, радост, нели, за секојдневието што ни следи. И за нови. Значи, покрај новогодишната елка, која што изобилува со многу лампиони, важна е и оваа божикна звезда. Како се чува оваа божикна звезда и колку време трае? Дали е само за овој празничен период или може и понатаму? Повеќе годишна си е. Многу мислат дека е многу комплицирана, меѓутоа не е. Едноставно е чувањето, не захтева нешто посебни, не знам какви услови. Еднаш неделно е полевањето, евентуално ако е потопло во домот, тогаш е 2 пати неделно, 2 пати тоест во неделата. И нема потреба од прскање по листовите, нормално е да паѓаат ливчињата. Ете така, сите мислат заради тоа дека треба повеќе вода, па се става повеќе вода и така се уништува цвеќенцето, меѓутоа листовите полека паѓаат, зелените остануваат, треба да останат само црвените најгоре. И понатаму таа од пролета и летото се обновува од таму кај што паднале ливченцата со нови ливченца. Значи станува уште побујна следната година повторно стануваат зелените црвени листови. Да. Многу убаво кажавте, еве некои работи кои што јас не ги знаев. Сега, Катерина, во текот сме на предновогодишните и божикните празници, што најмногу се бара, што најмногу декорирате, што најмногу правите, еве вие како долги години кои што сте во овој, да кажам, семеен бизнис каде што работите со цвеќе. Така. Значи секоја година е различно, нели? Секоја година има некои новитети и впечатливи декорации и украси, меѓутоа оваа година некако преоѓаме на поедноставноста, меѓутоа со одбирање со впечатливи и топли бои на декорации, например на светилки, на некои поголеми како црвените панделки, плишани се сега доста модерни на елката и да не биде пренатрупана, значи доволно е само со минимално некои природни украси и детали на незе и со така и новогодишните икебани. Неизбежни се и тие да донесат, нели, како радост и топлина во секој дом. И да се постава секако на новогодишната и божикната трпеза како убава декорација. Кажавте дека сега не се користат многу детали. Може ли да ни кажете што е актуелно, што доминира оваа година покрај црвените панделки? Значи, покрај црвените панделки, тоа се шишарките. Шишарките се секогаш природен, многу убав декор и многу се актуелни тие светилки. Значи, светилките, да има што повеќе светилки, меѓутоа со топла светла боја да бидат. И секако лампионите се некако во плишена боја, дали се дрвени лампиончиња во 3D димензионални, сега ги има така рачно изработени украси, така да тоа е тоа што ја прави целата елка. И секако да не го заборавиме Снешко и Дедо Мраз, така? Снешко и Дедо Мраз, да, јас ги имам и дрвените снешковци, кои што се, да, рачно изработени, тие даваат исто доста убава топлина во секојдневието. Еве, овој Снешко што го држите кај вас е рачно изработен, така на вашата икебана го имате? Има и тука, да. Има и тука. Па овие се готови, меѓутоа снешковците овие вака што се како дрвени, ја ги изработува мојот брат, а јас ги доукрасувам, ги цртам.
Во текот на целиот период, кога има да кажеме, еве, после Нова година, после Божик ни доаѓа денот на заљубените, па ни доаѓа 8 март. Предпоставувам дека секој празник си носи свој белек како да се декорира. Изминатава година што ја одбележа еве во вашата работа, во работата со цвеќето? Што беше, кое цвеќе беше најбарано, што најмногу ви бара купувачите? Секако, на прво место си се црвените рози, дефинитивно. Јас баш и после имам веќе незаменливи се. Иако моето име е Бела Роса, јас ги перферирам и обожавам белите рози, меѓутоа црвените се сепак врвот на нешто. И сега околу новогодишните празници е овој цвет, амарилисот, кој што е така кралска убавина, има своја посебна и го има во бела, во црвена боја, исто дава, мислам, доста впечатлив момент кога ќе се подари истиот. Пред крај на разговорот би сакала само да ве прашам дали може дома сами да си направат гледачите или сами ние да си направиме домашна икебана и што е потребно? Секако, и тоа е доста убаво за да си направат секој со својата рака, нели, да се изработи дома. Потребно е сундирче, значи кое што го има кај нас, може да си го набават. Некои гранчиња, ако имаат дома во двор, елкичка да скинат, да скршат. Доволно е светичка да се стави една, која што е во средината, нели, на самата икебаничка. Лампионче, шишерче, како што реков, и една панделка би била супер и лесна за изработка. Значи, што поедноставно оваа година, сепак символично, да биде сепак во духот на новата година и Божик, да доминираат црвените бои, Снешко, Дедо Мраз и шишарките, како што кажам. Да. Катерина, што би им порачале на нашите гледачи во новата година и еве вака за крај на разговорот? И на сите љубители на цвеќето. Така. Значи јас од секогаш посакувам, значи кога ќе влезат овде, значи поготово сега во оваа празнична магија што ја подарувам да секој добие од нејзе, посакувам секој да си однесе дел од нејзе во својот дом и да се чувствуваат среќно и да бидат со своите најблиски, нели, со своето семејство, тоа што овие празници го чина тоа, да бидеме со семејното, со семејството. И да се подарува што повеќе не само цвеќе, туку и љубов, така? На прво место, љубовта.